Добродојавте во групата на љубители на расата македонско овчарско куче Караман, раса за која постојат неоспорни докази дека била одгледувана уште пред 4000 години, што ја прави најстара раса во светот. Македонската кинологија има ретка можност да издействува конечно да се стекне со своја кучешка раса. За да се случи тоа, неопходна е поголема посветеност на македонските кинолози и кинофили и секако да се појават повеќе одгледувачи на расата низ цела Македонија. Ова е цитат од воведот во Facebook страницата на македонското овчарско куче Караман. А според караманџиите, еден од најпознатите и најпосветени дејци за промоција на оваа раса е Илија Ико Каров. Добар ден, Ико. Добар ден. Одлично. Секојаш добро кај вас. Благодарам. Како ти се вклучи во овој проект за зачувување на оваа македонска раса на куче Караман, за која велите дека е на рап на изумирање? Македонското овчарско куче Караман беше на рап на изумирање. За среќа нашата... Така ви пишува, се уште. Тоа што треба го смените тоа. За среќа нашата институција е доволно посветена и работи подвижнички, ако кажам, нема да сгрешам, за тоа што станува збор за еден потполно волонтерски поход. Тоа е организација сочинета од 1-2 луѓе низ територијата на Македонија. Имаме и се повеќе задгранични представници, имаме во Германија, во Италија. Неоспорни докази, несомнено дека има, заради тоа што Македонија е земја која што е тесно поврзана со сточарството, односно со произведувањето на храна. Иако тоа не е така во последните 50 на години, особено во последните 20, рапидното исчезнување на овој некогаш сој, а денеска раса, најмногу се случува во времето на социјализмот, кога се оформуваат оние задруги, кога се случува оној прекршувачки момент каде што од традиционално сточарство преминуваме на задруга сточарство и тука не само Караманот, него уште неколку соеви на овчарски кучиња можеме да кажеме дека скоро и избледуваат. Сепак, далечната веќе 2004 година, браќата Владко и Маријан Костовски го конституираат кинолошкиот клуб за македонско овчарско куче Караман и почнува веќе организираното одгледување. Сепак раните почетоци датираат уште од 1998 година, кога повторно браќата Костовски заедно со уште неколку ентузијасти ги симнуваат првите архетипни примероци одбрани од кинолошките очи и донесени, придвижени према урбаното одгледување. Мојата лична приказна со Караманите започнува точно пред 10 години. Од овој момент наназад... И како навлезе во работа? Многу случајно. Имав шарпланинка, тогаш почнавме со сопругата моја да ја правиме куќата каде што сега живееме измеѓу Волково и Кучково, немам стопански двор се вика местото, сакавме да живееме надвор од Скопје. Имавме шарпланинка. Шарпланинката за жал премина, ја фати лишманија, една неизлечлива болест. И за неа најмногу се грижеше другар ми Антонио, кој што денеска е подпредседател на ККМОКК. И пак бев во некоја ситуација позната за мене, мајстори реновирање и слично, и на кружниот ток во Ѓорче Петров, вртејки, возејки се во онаа славно сиво комбе од К-15, некој свири, позади се вртам на ретровизор, кинолошкиот судија Габриел Стибел. Аве, Ико ми вика, здраво Габи, мафта, Ико вика, има една Караманка кај Владко и кај Марија, многу е убава, мислам дека треба да отидеш да ја видиш, да ја земеш. Така една реченица, неколку интересни збора. Се вртам, Антонио ми вика, не, он уште беше погоден од заминувањето на Мила. Пак главата ни спорозено, викам, Габи, ќе ја зееме. И останатото е веќе историја, беше тоа Марта, па после Марта следеше Илина беше првата моја кучка регрутирана лично од мене од терен, па се до еден момент кога станаа 28 на нашиот имот. Докаде е процесот на регистрирање? Сега мене овој дел посебно ме интересира, подоцна ќе ти кажам и зошто, на Караманот како автохтона раса во светски рамки, да се признае. Потполно целата документација што треба да се сработи за апликацијата е конечно завршена и ние се надеваме дека следната година не сакаме да ветуваме ништо заради тоа што сепак тоа не зависи од нас,
но се надеваме дека септември следната година веќе ќе имаме аплицирано за раса. Затоа што процесот, знаете како е, од кога ќе аплицирате за раса, доаѓаат две комисии од Светската кинолошка федерација. Едната е стандард комисијата, а другата е научната комисија. Овие две комисии заедно бројат околу 24 или 26 луѓе вкупно. Не е тоа толку едноставен еден процес и тие треба од сите страни на светот да се соберат, да дојдат, да го евалуираат она што ние ќе го покажеме, односно таа бројка на 70 кучиња која што е потребна, и после тоа заедно со потребната документација и со импресиите, да се изразам така поразбирливо, се враќаат назад во ЕФЦИ и за некоја следна прилика на следно собрание да биде тоа потврдено. Тоа е процесот. Готови сме. Со еден збор. Знаете зашо ме прашав ова, бидејќи читав една преписка, јас сум член на таа ваша Facebook група одамна, бидејќи самиот сум љубител на кучиња и посебно на шарпланинецот, а и на караманот. И во таа приписка имаше дека се одгледува и на Косово, караманот, и дека и нашите соседи, колку што разбрав ја од тоа што ви пишува вам некои караманџи од Македонија, дека и тие се обидуваат да го регистрираат тоа куче. Не. Тоа е куче Делта Лилири, кој што има и црн варијатет, сепак тоа куче припаѓа на втората FCA група. Јас ќе прекинам, вие рековте во таа преписка, затоа ја прашам, бидејќи не е 100% сигурен, бидејќи рековте дека имате добри контакти со колегите на Косово и дека не станува збор за тоа, меѓутоа остана некако да виси неодговорено. Значи не станува збор за караманот за истото куче. Апсолутно не. Друг никој не аплицира за караманот? Не. Добро. Ексклузивно Македонија овакво аплицира за караманот. Инаку Делта Лилири, кое што е куче од втората FCA група, куче со помолосеидна глава, караманот припаѓа во прва FCA група, во секцијата со Маремано и Карпатијан. А Делта Лилири, сега простете ми ако сгрешам, ама сум прилично сигурен, припаѓа во втората FCA група. И тоа е еден многу широк стандард каде што оние имаат и црната, и тигравата боја и така натаму. Знаете, овој слично, во сличен контекст, косоварите па друго поставуваат. Македонија дефинитивно и несомнено го има и тигрестиот варијатет, кој што браќата Костовски го пропишаа како мијачко овчарско куче, така да и они некогаш се засега беа засегнати од истото, но едноставно двете држави имаат одличен билатерален однос, кинолошки, така да ништо од тоа не се случува. Ова прашав бидејќи се сеќавам на приказната за шарпланинецот. Нели се тврдеше дека е тука домашно македонско куче, па беше регистрирано како југословенско овчарско куче, па илирски овчар, па... Не, вака, тој некогаш во кралството на Југославија пред Втората светска војна од еден словенски господин и научник, не можам да му го изговорам сега наизус името, не се сеќавам, е регистриран како илирски овчар. Па подоцна е како шарпланинеч. Никогаш, значи тој од секогаш припаѓал и на Македонија во стандардот, земјите на потекло му се и Македонија и Србија. А инаку називот на тоа на таа раса е југословенско овчарско куче караман. Сепак морате шарпланинец, југословенско овчарско куче шарпланинец, простете. Сепак морате да имате предвид дека 99% сум сигурен во ова што ви го зборам. Знаете, во кинологијата, исто како во спортот, кај нас клубовите, еден клуб значи една раса. Така што најрелевантни информации јас можам да ви дадам во однос на караманот како председател на клубот за македонско овчарско куче караман. Која е разликата меѓу караманот и шарпланинецот? Бидејќи караманот поголемиот делот, мислам и од љубителите на кучиња, барем на почетокот или оние што не наврегле во оваа тематика толку, не гледа разлика на почетокот. Јас ќе ви кажем, бидејќи сум постар, служев во ЈНА и се грижев за кучиња шарпланинци. Едното од нив личи токму како караман. Ние во тоа време го викавме шарпланинец. А во која смисла ви личал на караман? По она што ги гледам караманите сега во Македонија. Фенотипски, по градбата? Да, по градба, по боја, по она црвена грива околу. Тоа се раѓавите карамани. А вака, морате да имате предвид, Македонија има еден широк генофонд од кој што можат да се извадат, мене ако ме прашате, 3 овчарски раси.
Едниот е и веќе исчезнат од негрижа, ама знаете како викаат, еден живот, една раса. Немаме услови да би помогнале и на него. Тој е тигравиот варијатет кој што го спомнавме. Тоа е народно кажано едно порудо куче, едно куче со тиграви шари, значи по-голо со подолги нозе. По нашиот увид, кој што не е инстинктивен, него кој што е по методологијата на професор Миливој Урошевиќ, станува збор за зоотехничко студирање и зоотехнички пристап, се мерат 44 параметри на секое едно куче и се вади фенотипски просек на расата. Тоа е веќе научно и математика, не би должел во тој дел многу. Тоа ќе можете за некоја година да го прочитате. Госпоѓа Карова, мојата сопруга во моментот докторира во Белград на оваа проблематика, така што ќе ги оставам понатаму порелевантните да зборуваат за ова, а како водител на одгледувачката стратегија ќе ви го кажам следното. Процесот на стандардизирање на шарпланинецот и на караманот имаат две сосема диаметрално различни пристапи. За шарпланинецот нема и не можам да говорам како човек што не е одгледувач на шарпланинец, но можам да зборувам за караманот. Нашата мисија е, дури и кучињата кога мигрираат на асфалт, затоа што несомнено и днината на расата е на асфалт. Значи, Добро, тешко е да се замисли караман или шарпланинец, овчарски кучиња, прво големи, погабаритни, да бидат сместени во стан. Да ви кажам, има. Живеат, 4 карамани живеат во стани, во Скопје и собствениците тврдат дека станува збор за неверојатно послушни кучиња кои што одлично си имаат снајдено во стан. И моето мислење е дека би било подобро и посоодветно за тоа и секогаш новите потенцијални собственици, едно од првите прашања со кои што се соочени е дали имаат двори, дали имаат услови. Друга ми беше поентата, нема стока друштво. Значи нема стока традиционалниот начин на сточарство, затоа што сме ние во релација и со сточарите и со македонските планини, трендот на миграцијата од град кон село и буквално таа гранка е срозана на скоро на изумирање. Некогаш тие имале услови и на куп да екзистираат. Значи, сивиот варијатет народно кажан мурч, кој што бил секојаш поголем подлакав, караманот, народно кажано, нели, црното куче, после тоа беличот, па тука и саријата, црвеното куче, тука и тигарот. Некогаш имало услови тоа се на куп да функционира, затоа што ги имало во многу голема бројка. Сега, кога би ги чувале на куп и кога би ги третирале така несовесно, ние несомнено и би ги изгубили. Ете го примерот, го гледаме со тигравото овчарско куче. Да се навратам на разликата, да ви ја објаснам помеѓу... Да, во ред, она што го забележувам, бидејќи сум љубител, пак ќе речам, е дека повеќе одите на караманот како чисто црно куче, со, да речеме, малку бело под главата во долниот дел, и дозволена е црвеникавата. Дали ги селектирате на тој начин при размножувањето таа раса, одите на точно дека името караман значи црно куче. Да. Меѓутоа караман значи црно куче, сам мислам. Да, зборот е тој. Етимологијата на зборот е таа, кога ќе влеземе позади, тоа е, мислам, нема збор понатаму. Не е само бојата. Да би била само бојата, би било многу лесно. Тоа сакав да ви го објаснам. Целиот концепт на она што значи да се биде караман мора да се третира за тоа што само совесно и одговорно и многу рафинирано. Затоа што само на тој начин може да се зачува планината во кучето и кога кучето живее на асфалт. Нашата одгледувачка стратегија е така устроена да се разгранува. Што значи се разгранува? Постои урбана дивизија, значи она што се случува во градовите, и постои она што ние го викаме работна дивизија, кучињата кои што се во работна релација со стока или имот на планините. Овие две дивизии се вмрежени преку одгледувачката стратегија. На тој начин што правиме? Затоа што нашите кучиња сите се со снимени колкови за дисплазија, со понатамошните сите можни тестови за да може да влезе во одгледувачката стратегија. На тој начин ја одржуваме планината здрава, горе, а асфалтот го одржуваме со мирис на планина долу. Ајде малку за овие првенства сега. Гледам, организирате и домашни првенства, учествувавте или негде надвор, сега не можам точно да се сетам. Имено, значи,
2022 кучиња, 2022 година, земавме учество на Европското првенство во Будимпешта, на Евродок шоу, каде што Пет Караман ја представува Македонија, имаше голема презентација во главниот ринг, а оваа година дојде и тој момент Караманите прв пат да отпатуваат без нас. Затоа најмногу виновен имавме обврски, не бевме во можности ние да бидеме присутни на светското првенство во Загреб, кое што се одржа, и овој пат 3 Карамани, од кои што 2 се од гледувачницата на Бигорскиот манастир, ја представуваа Македонија, македонците и македонската кинологија во Загреб, и сите тројца се вратија во својата категорија како светски прваци. Сега, објасни го малце ова, бидејќи од една страна не е уште признато од Светската федерација, а светски прваци. Вака, процесот на признавање на раса не е како избор на мис. Се собираме и вау, супер убав си, еве ти. Значи е долг, трпен, нашиот трае само 20 години. Ние сме во процесот. Нас не имаат и на нашите првенства државни тука или на Караман купот, ние имаме 2 изложби. Во последните години одлучивме дека една ни е доволно, така да или го организираме државното првенство за Мок Караман или Караман купот. И секако тоа се случува во соработка со Кинолошкиот сојуз, и во оваа прилика сакам да му заблагодариме на еден човек кој што е многу голем двигател на понекогаш мојата интелектуална статичност. Тоа е господинот Јордан Христовски. Тоа е еден непоправлив победник. Он кога стана председател 2019, ако не се лажам, тука веќе многу се интензивираа процесите. Јордан е човек што не знае за не знае за назад, која ќе науми нешто тера. И сам да ви кажам дека ние не сме аут надвор од ЕФЦИ. Нас тука не суделе Петро Мунтијан, член на Комисијата за стандарти, Хорхе Налем од Јужна Америка, значи многу луѓе од светот имаат дојдено од ЕФЦИ и веќе го знаат. Имаме огромна презентација направено и пред господинот Тамаш Јакел, кој што е председател на ЕФЦИ. Добро е сега, а има ли бизнис со кучињата? Апсолутно не. Не? Големо и постулатно не. Затоа може би главен виновник сум и јас. Баш вчера ми пишува еден наш член, стабилен член од гледувач од Охрид. Викој, има 3 женки да ми помогнеш да им најдеме дом. Знаеш, вика, никој не купува. Јас забележувам дека ги носите, ги постирате тие фотографии, однесени 2 кученца за таа и таа фамилија, семејство во тоа и тоа село, град ли она. Вака, генерално кучињата јас го држам повторно, им се извинувам на сите оние кои што не им одговара тој дел од приказната, ама на тој начин па сум сигурен дека само оптимистите ми остануваат во приказната. Ме разбирате? Так. Значи јас 10 години секој месец се собирам, отписот на месото што е од месарите доаѓа кај нас во клубот. И така е одржан главниот генофонд. И во оваа прилика да им заблагодариме и нив. Сакам да ви кажам, имаме таму една прилично голема инвестиција, дома семејна, објектот кај што они живеат 12/7. Можете да го пред 12 метра на 7. Тоа се боксови кои што се широки околу 2,5 метра, а долги 6 метра. Сакам да ви кажам дека е голем подвиг и дека е тесно врзано со љубовта према природата. Ако у еден момент ви стане оваа приказна бизнис, мислам, како ви кажам, може и да се откажете со живот. Јас сум должен да ве прашам, не знам тоа како е, дали е тоа така, бидејќи еден ден се надевам дека јас ќе станам собственик на Караман, имам искуство со кучиња, ќе аплицирам кај вас, па ќе видиме, нели, дали ќе ми дадете, меѓутоа тоа кој ќе имам време да се посветам, бидејќи кучето е голема обврска, не е само задоволство. Ви благодарам, Илија Ико, попознат како Ико Каров, еден од најпознатите, ако не и првото лице во медиумите кога станува збор за караманството во... Извинете да прекинам, ние сме како Никола Карбалевски што сака од Битола многу често да се изрази. Ние сме една голема фамилија. Јас сум дежурниот зборач само кај нас, па ме праќаат инаку како главен лик. Да, инаку кај нас, ние сме таму една група на луѓе без кои што еден ако тргнете како кула од карти ќе се сруши. И Владко Симоновски, да. Значи тука има отец Порфири Бигорски, многу луѓе кои што не смеат едноставно. Горан Колев, Таки Ташковски, Крушево, простете ми, некој ако од оваа прва постава не ги наброја, ама без нив едноставно ништо. Клубот е и така устроен да е разделен, секој регион има свој подпредседател во Македонија.
Илија, благодарам уште еднаш што беше гостин во подкастот Зошто, а вие почитувани слушајте не, следете го подкастот на Слободна Европа и на Spotify, YouTube, Apple и Google Podcast. Кликнете на Зошто и давајте ни идеи, теми кои вие сакате да ги слушате, а ние ќе прашуваме преку нашите социјални мрежи. Поздрав од Дејан Балаловски и Зоран Ѓука.